Жешково-Штипски од Совет се дискутираше за нови вработувања и пари. Опозицијата пресметала дека планот за нови вработувања во општината и двете јавни предпријатија е дополнителен трошок од 20 милиони. 20 милиона денари кои што требаше да значат довршување на реката на коритото на река Отиња, кои што требаше да значат нови инфраструктурни проекти, нови патишта и улици, асфалтирани нови патишта и улици, 20 милиона денари кои што требаше да значат канализациони и водоводни мрежи, 20 милиона денари кои што требаше да значат жичара до Исорот, 20 милиона денари кои што требаше да значат спортско-рекреативен центар, но на жалост се потврди спротивното. Конкретно во Штипски Исар планот за вработување за 2019 година предвидува 34 нови работници, но во меѓувреме 23 ќе заминат во пензија. Разликата 34 до 23 е 11. Значи, практично зборуваме ние за евентуално вика, бидејќи се постојано збор за план, кој што може, а и не мора да се реализира. Дали вработувањата се многу или малку, секој од советниците со своја логика. И покрај тоа што јас лично сметам дека постои превработеност во јавното предпријатие, сметам дека бројката што се нуде како идни вработување е мала. Колега, дај молам те објасни ми, некако не можеме да те сванеме што сакаше да кажеш, кога рече превработеноста е огромна во фирмата, ама планот за вработување, бројот по планот за вработување е малак. Де малку да го опишеш тоа како превработеноста е огромна, а бројката за нови вработувања се малку. А сега ќе ви кажам, јас сум среќен што новиот управен орган не прави отпуштања од јавното предпријатие и по прашањето дали се некои подобни, неподобни, работливи, неработливи, искористени, неискористени, а се вработени од претходниот управен. Најголем дел од предвидените вработувања во Истер се однесуваат на работници во оператива, но има и раководни места, што за опозицијата беше нелогично. Во случајот сигурно дека станува збор за испразнето место, ама мене малку ми е сумнително дека од толкава превработеност нема квалификуван кадар за таа позиција внатрешен. Па мора од надвор да донесуваме. А цената за надворешни вработувања на вакви позиции е многу висока. Во однос на ризикот, недоволното познавање на работата. 2017 пензионирани 12, 2018 14, 2019 по податоците од одделението за човечки ресурси 9. Јавното предпријатие ИСАР заклучно со овие 3 години ќе има одлив на 35 вработени по основ на пензионирање. Овие 35 вработени не се само општи работници, ова се и некои раководители, на чие место логично и последователно треба да преземеме соодветен кадар. На крајот со мнозинство гласови советниците сепак ги усвоија плановите за вработување во двете јавни предпријатија.